Добар ден, драги наши пријатели! Денеска ви посакуваме, како впрочем и секој ден, добро здравје, среќа, да ви се отвори пато денеска на сите ваши замисли и дејствија. Ние ве поздравуваме од Златно буре Кучково, каде што уживаме и се разладуваме на овие високи температури, но со голема желба да бидеме заедно со вас. Вкусот на традицијата не одбива ниту еднашка, а да не направи нешто со патлиџанче, со пиперче, со сиренце, нешто што го имаме секојдневно во нашиот дом. Но и да не забораваме дека секојдневно во нашиот дом имаме и по некое парченце бајат леп што ќе ни остане. А ние, благодарение на нашите рецепти што ги создаваме, за да ги искористиме сите овие намирници кои што не сакаме да ги фрлиме. За денешната емисија Вкусот на традицијата ќе ви направам една лесна летна погача со печени пиперчиња и бајат леп. Многу вкусна, многу сладка, прстите да си ги седеш. За оваа погача, летна погача, на вас ќе ви биде потребно бајат леп. Од прилика да кажеме, ние тука имаме еве вакви две лепињи. А вие можете половина од оние пакуваните лебови да искористите половина. Тие не знам колку грама се, значи околу 300 грама, може би 300-350 грама и да ставите 400, не е никаков проблем. 3 јајца, околу 6-7 печени пиперки, еден голем домат, околу 150 грама сирење, малку макдонос околу 1 рака, маслиново масло, малку нарендано кашкавалче, отприлика околу 50 грама. Доволно е, некој парченце, ако ви останало во ладилникот, или пак можете и да додадете, ако имате некое парченце саламче, останато во ладилникот, да не го фрлите, искористете го. Од зачини ќе ни треба малку орегано и малку буковец и гледате дека овдека немаме сол. Ке ви треба и едно плехче во кое што сето ова ќе го испечете. Сега најпрвин што ќе направам? Ќе ги изматам јајцата, 3 јајца. Сега барем да им се изнајадеме на пиперките и на патлиџаните, во сите можни облици. Така. И тука ќе ставам масло, околу 1 децилитар масло. Така. И тука прво ќе го редам лепчето. Може и да го трошите, можете и да го насечкате, како сакате. Вака сакам кога го изронкувам. Треба јајцето да се впие во лепчето. Но понатаму дополнителна свежина и исто така да биде лепчето и малку внатре сочно од озгора крцкаво, ќе му даде патлиџанот во текот на печењето.
И сиренцето ќе си пушти, и пиперката, се поред. Плехче ќе ви треба 28-мица или 26-ка. 28-мица, доволна. Имаме вкусна македонска пица. Ете таков вкус ќе добиеме поради присуството на печените пиперчиња. Сега да видам да го промешам. Така да навлезе секаде јајцето. Значи, пред да редиме било што, јајцето да влезе во лепчето. Да се впие. Еве, таман уште малку ќе ставам. Ете така. И мешајте, постојано мешајте. Секаде да навлезе. Редната да ви биде пуштена на 250. Еве го. Јајцето веќе навлезе во лебот. Така, сега ќе ги насечкам пиперките. Имаме и благи и лути. Да земам и една лута, малку да налутнува погачката. И некое семче да влезе, не е страшно. Аха, еве уште една лута пиперка. Нека има, нека лути малку. Така. Доволни се овие. Да видам, може би уште една. Да, нека има, ајде, ќе ставам уште малку.
да не штедам. А патлиџанот се става свеж, не претходно обработен, токму за тоа, од неговата течност да се напие лепчето. Ова ви е вкусен појадок вечера, ужина и да ви кажам баш убаво и да се најадете. Ете така. Сега и ова го промешувам. Го сечкам патлиџанот. Овие што се, дали ми остане едно пиперче? Не остана. Добро, сите ги ставив. Шербет благ, толку е вкусен. Сега и патлиџанчето го ставам внатре. Така. Па зимно време ќе јадеме пити. Сега ќе јадеме пиперки и патлиџани. Јајцето ќе ги врзе сите состојки, нема да му даде нигде да измрда. Така. Ова повеќе не ми треба. Сега ќе го земам сиренцето. Со вилушка. Ќе го издробам. Ништо без сиренце, нели? Ете така. Сега и сите овие состојки повторно ќе ги промешам да навлезе секаде сирењето. Зачините сега малку буковец и малку орегано и малку мактонос. Така. Малку сола жицата ќе мечи тоа доскора.
за да пушти патлиџанот повеќе течност, а и јајцето да се поврзе со патлиџанот, со пиперката, со сиренцето. Сега, доколку немате печени пиперки, слободно ставете и свежи. Слободно ставете. Ете така. Еве. Толку е. Сега ќе ставам малку масленце на дното на тепсијата. Ќе го намачкам. Секаде ќе го размачкам. Еве вака. И од страните. Така. И ова лепче ќе го ставам тука. И целата оваа смеса ја претурам во тепсијата. Оп. Каков вкус се добива после печењето? Можете и сусам одозгора да и ставите. Можете што сакате. Што сакате. Убаво ја распределувам насекаде. Така. И притиснувам со лажичката. Да ја направам мазна одозгора. И со благото притиснување насекаде подеднакво си се разнесува. Така. И сега ќе ја наросам горе со малку кашкавал. Околу 50 грама е сосем доволно. Ај така. Колку да замириса, нели? Еви и ова парченцето ќе го скршнам тука. Редната ни е пуштена прво на 250, а потоа на 220, не повеќе од 20 минути, сосем доволно. Се гледаме на трпезата, останете со вкусот на традицијата. Нашата летна погача од Бајат Леп. За мерак. За час се испече. Така, ќе извадам поголеми парчиња, затоа што ова ќе се изеде. Оф. Како ми мириса, убаво. Ете така. Еве, погледнете. Замерак, еве, уште чади. Ете така. Нека ми е на здравје. Ова убавина. Како е мека, а одозгора крцкава. Леле, каков убав вкус. Се топи в устата. Не можеш да престанеш да јадеш. Толку е вкусно. Направете. Уживајте во вкусот, затоа што Господ ни дал тука на нашево поднебје во Македонија превкусен зеленчук,
и се што е направено во Македонија е многу убаво. Драги мои, ако го направите ова, сликајте, испратете ни фотографии, да споделиме со нашите гледачи, а може би ќе додадете и нешто друго, може ќе ја промените малку рецептата, ние сакаме да знаеме. Ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата и знаете како велат. Што и да сакате да направите во животот, молчете. Рибата која што ја има затворено устата, никој не може да ја улови. Се гледаме, довидување.